Трајан, ова е само дел од она што денеска се случува во Кочани. Агендата предвидува серија настани и доцна во ноќта. Може ли да слушнеме што се е предвидено и како ќе се одвива денеска во Кочани? Така, Маријан, попладнево во киносалата, во Домот на културата, но и овде во Паркот на Револуцијата, каде што во моментот се наоѓа екипата на Сител, се одржа манифестацијата Кочани ви благодари, на која што градоначалникот на Кочани во својот емотивен говор им се заблагодари на сесрдната помош на амбасадорите на земјите кои несебично помогнаа во спасување и лекување на стотина млади лица. Благодарници добија делегации од Бугарија, Србија, Грција, Шведска, Шпанија, Литванија, Турција, Италија, Белгија и многу други европски земји, каде младите македонци се лекуваа и закрепнуваа од повредите. Предлагам да слушнеме дел од говорот на градоначалникот Владко Грозданов. Нашите млади луѓе денес се живи благодарение на вас. Нивните тела и раце носат видливи лузни, но на нивните души и на нивните срца носат лузни од пеколните страдања, носат лузни за нивните другарчиња, пријатели, девојки, момчиња, сопрузи, кои што пред нивни очи заминаа во вечноста. Тие кои не успеа да се спасат, а со кои заедно сонуваа за иднината. Тие рани не се гледаат со око, тие се во срцето и во душата. Почитувани мои, благодарение на вас, многу млади луѓе повторно ја пронаоѓаат силата да чекорат напред, да веруваат во утрешниот ден и повторно да се насмевнат. За оваа тивка, но исклучително важна борба, Кочани ви изразува длабока благодарност. За крај само да најавам дека за вечерва во 2 часот и 15 минути после полноќ е закажан перформанс насловен како Светлината што останува, а ќе се одржи пред поранешната дискотека Пулс. Маријан? Благодарам Трајан Ристовски за денешното одбележување на годишнината од најголемата трагедија во Македонија во Кочани.